Во предел каде што густата дабова и борова шума се допираат со карпестите падини на планината, старите луѓе често раскажувале како билките ја добиле својата лековита моќ. Според преданието, во древните времиња, секоја билка била обична зелена трева без мирис и без лек. Но, во една сушна година кога тешка болест го притиснала народот во подножјето, мајката природа решила да им помогне на оние што живеат во хармонија со неа. На полноќ, за време на летната рамноденица, планината испратила топол ветар кој го носел мирисот на боровата смола. Ветарот застанал над секоја билка и подарил посебна задача. Кантарионот го собрал во себе првиот и најсилен сончев зрак од утрото. Затоа неговиот цвет е жолт како сонцето, а црвеното масло што се исцедува од него старите верувале дека е капка од самата сончева крв што ги зацелува раните на телото и ја крева темнината од душата. Мајчината душица добила задача да го чува топлото срце на земјата. Израснала на најсувите, загреани карпи од сонцето за да им покаже на луѓето дека и во најтешкиот камен има живот. Нејзиниот мирис бил даден да го смирува здивот и да ја враќа снагата на уморниот патник. Ајдучката трева ајдучица ја добила својата моќ од заштитниците на шумата. Секој нејзин ситен бел цвет бил наменет да ја сопре крвта на оние што ги бранеле своите домови и да даде пркос против студот и болестите. Старите билкари знаеле едно важно правило: билката не се бере со брзање ниту со последица да се уништи коренот. Секогаш се заблагодарувале пред да скинат струк, земајки само толку колку што е потребно, зашто верувале дека ако се бере со почит, лекот останува во билката, а ако се бере со лакомост, нејзината моќ исчезнува. И денес, кога чекориш по планинските патеки и ќе го почувствуваш мирисот на изгмечена мајчина душица под чекорите, планината те потсетува дека најголемите лекови ги носиме под нозете, само треба да знаеме како да ги видиме.